Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве води. Хронологија на спасението. За денес одлучив да зборувам за нашата состојба пред Бог, излезот од таа состојба и благословите дадени на оние кои ќе го најдат Бог. Оваа тема е од голема полза за сите нас. Трае околу 17,5 минути и навистина ви посакувам Божиот благослов да остане со сите вас. Ние знаеме и сме свесни дека овој живот е исполнет со секакви потешкоти и проблеми. Не само тоа, туку знаеме дека постои смрт која е најболна за секој човек. Зошто има толку многу проблеми и зошто мора човекот да умре? Човечкиот проблем, веднаш ќе нагласиме, доаѓа од нашите предци Адам и Ева. Тоа е првата Божја творба. Адам и Ева. Адам беше создаден од земјата, а Ева од неговото ребро. За мнозина тоа изгледа како некоја легенда, мит, но вистината и реалноста е токму таа. Адам и Ева отпаднаа од Бог и му навлекоа на човештвото големи последици. Ние сме нивни потомци. Сите сме во истата состојба, одвоени од Господ, зашто сите сгрешивме и ја изгубивме Божјата слава. Бог не го сака нашиот грешен живот. Тој воопшто не сака грев. Библијата вели, платата што ја дава гревот е смрт. Тоа е запишено во Римјаните, 6 глава, 23 стих. Тоа е голем проблем и затоа бара и големо решение. Господ, кога не создаде, тој не создаде за да живееме во заедништво со Него, да бидеме блиски и приврзани за Него. Но гревот што го наследивме од нашите прародители Адам и Ева, ни направи голема штета. И сега, доколку не сме наново родени од Божиот дух, сме одвоени од Него. И сите што не се наново родени, тие се одвоени од Бога. Тоа подразбира дека истите грешки што ги направија Адам и Ева, и ние ги направивме. И затоа сите сме виновни пред Бог. Гревот како таков го засенува животот и го прави човекот да биде отуѓен од Бог. Ние сме туѓенци и не сме во состојба да комуницираме со Бог кога живееме во грешен живот. Сите ние го прекршивме Божиот морален закон и со тоа му нанесовме штета на Бог, бидејќи неговиот закон е свет, а самиот Бог е свет Бог. Многумина се обидуваат и се обиделе да ја минаат таа провалија на разни начини, со надеж дека ќе дојдат при Бог. Меѓутоа, за жал, никогаш не успеале. Не успеале затоа што тоа го правеле со свој сили и напор. Но сепак постои начин. Тој начин е Божиот начин. Прво да видиме каков е човекот. Апостол Павле го опишува човекот дека е многу грешен. Тоа го пишува во Римјаните 1 глава. Тој вели вака: луѓето кои што не веруваат во Бог и кои што не го познаваат, се исполнети со секаков вид неправда, со расипаност, алчност, зло, полни со завист, убиства, расправии, лукавства, подмолност, озборувачи, клеветници, мрзители на Бога, насилници, горди, самофалци, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов и без милосрдие. Би можеле уште да набројуваме. Тие ја знаат Божјата правда, вели Павле, дека оние кои прават така заслужуваат смрт. Па сепак, не само што го прават тоа, туку им одобруваат и на другите кои прават така. Жална е сликата. Го спомнав Божиот морален закон. Тоа значи дека ниту еден човек не е во состојба да го исполни законот. Тогаш на кој начин може човекот да се спаси, кога законот не е во состојба да помогне? Многу луѓе се убедени дека самиот закон има сила да ги ослободи од грешноста. Но законот, како што гледаме, ја нема таа сила. Затоа е потребно појаснување за тоа. Библијата открива вака: тоа што ние не бевме во состојба да го направиме, Бог го направи за нас.
со тоа што го испрати својот единороден син, Исус Христос, да биде жртва и да умре за целиот свет. Со тоа дело Бог му отвори пат на секој човек да се спаси преку вера во него. Зашто Павле во истото послание Римјаните, 1 глава, 17 стих вели: праведникот ќе живее преку вера. А во Јован 3:16 вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Бог ја докажа неговата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешници. Тоа е запишено во Римјаните, 5 глава, 8 стих. А во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих, Исус го објаснува патот како да се дојде до Бог. И тој вели, не вели законот држете го, туку рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Кога човек ќе поверува во Исус, тој автоматски го исполнува и законот. Знаеме дека Исус е единствен пат за спасение. На кој начин човекот може да се спаси и што треба да направи? Речено е дека не можеме преку дела и закон да се спасиме, тогаш кој е вистинскиот начин? Што треба да направам за да се спасам? Такво прашање имаше и од стражарот, кој што им постави на Павле и на Сила. Како е прво и основно, јас не можам да направам ништо. Апсолутно ништо. Ми треба помошник за да поминам од другата страна на реката. Затоа ми треба мост или премин за да дојдам до Бог. Постојат неколку чекори за да се дојде до Бог. За тоа сме зборувале повеќе пати, но сега ќе спомнеме затоа што е таква темата – покаяние. Библијата вели: затоа покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите и за да дојдат од лицето на Господ времења на освежување и да го испрати предскажаниот за вас Исус Христос. Тоа е запишано во Дела на апостолите, 3 глава, 19 и 20 стих. Што значи зборот покаяние? Зборот покаяние значи промена, свртување од еден во друг правец. Тоа е промена на умот, на мислите, на волјата, комплетно на се. Покаяние значи нов живот во Христос. Како што апостол Павле вели: кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Тоа е запишено во 2 Коринтјаните, 5 глава, 17 стих. Без покаяние нема опростување на гревот. Колку човекот и да се труди нешто да прави за Бог, ако тоа не го прави со покаяние и со вистинска вера, не му помагаат делата. Еве тоа да го споредам на еден друг начин. Пред некое време, насред служба дојде еден доста возрасен човек, кој, како што се изјасни, имал 90 години и слободно би рекол старец. Дојде еден старец. Тоа му е второ доаѓање. Првиот пат дојде подисправен, а вториот поднакривен. Некако чувствував дека Бог сака да му е спаси душата и да дојде до сознание на вистината, макар што неговото доаѓање можеби е со сосема други намери. Откако поразговаравме, објаснувајќи му накусот дека Бог го сака и сака да му помогне ако се покаја од своите гревови што ги направил уште од младоста, но тој некако ме прекина, тој на сето тоа одговори дека нешто прави за Бог. Нагласокот на човекот цело време беше дека нешто прави за Бог. И тоа ме потсети на библискиот текст за постариот син кога таткото го молеше да влезе дома и да се радува што си дојде неговиот брат здрав и жив. А тој со гнев и лутина му рече дека толку време е со него, му служи, па никогаш не му направил некое посебно добро, особено да заколе некое јаре и да се развесели со неговите пријатели. А за грешниот негов син направи голема гозба. Нагласокот на постариот син беше дека тој му служи на својот татко. Има заслуга, истакнувајќи ја заслугата.
Обично луѓето на таков начин сакаат некакво оправдување пред Бог. Јас правам ова, правам она, но не се свесни дека ниту едно дело, колку и да е силно, големо, впечатливо, не може да помогне за спасение. Токму на ист начин се однесуваат многу луѓе денеска. Кога ќе им кажеме дека треба да се покајат од своите гревови, тие некако срамежливо ќе признаат дека по нешто грешат, ама до таа мерка, дека треба целосно да му се предадат на Бог, целосно да му го предадат животот на Бог преку покаяние, дури ако треба и со солзи, тоа е несватливо за нив. Па почнуваат да се фалат со својата добрина, со своите доблести што ги прават. Но, сетете се, што вели Библијата уште на самиот почеток, кога Исус ја отпочна својата служба. Покајте се и верувајте во Евангелието. Бог на сите редум им заповеда на секаде, сите да се покајат од своите гревови. Тоа значи без вистинско покаяние и вистинска жал што сме сгрешиле пред Бог, нема шанси за спасение. Освен што човекот треба да се покае, тој треба и да верува. Верата мнозина ја сметаат како наследство, чисто наследство, и со тоа се задоволуваат некако, а некако личен однос со Бог. Што значи да се верува во Бог? Вера. Библијата вели, а на сите што го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога. Би рекол, од Светиот Дух, зашто без Светиот Дух не може човек да се наново роди. Тоа е запишено во првата глава од Евангелието според Јован. Ако не го прифатам Исус за она што тој го направи за мене, јас ќе отидам во вечна мака, во пеколот. А доколку го прифатам со вера, неговото дело извршено на Голгота пред повеќе од 2000 години, тогаш ќе се спасам и ќе живеам вечно со него. Местото што е загарантирано е неговото вечно царство. Затоа, пријателе, имаш голема причина да веруваш во Исус. Во Библијата се зборува за еден стотник кој имаше голема вера. И таму се вели, а кога влезе Исус во Капернаум, му пристапи еден стотник или капетан и го молеше велејќи: Господи, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Исус му рече: јас ќе дојдам и ќе го исцелам. А стотникот му одговори: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, туку само кажи збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Зашто исто јас сум овластен човек и имам војници под себе. Му кажувам на едниот оди и тој оди, а на другиот дојди и тој доаѓа. На својот слуга направи го тоа, тој го прави. А кога Исус го чу тоа, се зачуди и им рече на оние кои го следеа: вистина, вистина ви велам, во никого во Израел не најдов толкава вера. Исус ја пофали верата на стотникот. Исус ја пофали и верата на жената што боледуваше. Исус ја пофалуваше на секој верата што верува искрено со цело срце. И во денешно време Исус сака да ја пофали нашата вера, да види дека ние сме вистински верници. Во денешно време луѓето, па и сите, треба да веруваат на ваков начин. Затоа е многу важно човекот да признае дека е грешен. Почитуван слушател, согледај се во светлина на Библијата, дека имаш потреба од Спасител. И со Божја помош ќе можеш да го избегнеш гревот и да се очистиш како никош да не си грешал. Верувај дека Исус умре на крстот за тебе. Со таква вера ќе примиш многу духовни благослови. Какви? Верните во Христос се благословени во следново. Тие имаат близина со Бог преку Светиот Дух. А сега во Исус Христос, вие кои некош бевте далеку, станавте блиски преку Христовата крв. Тоа го вели апостол Павле во Ефесјаните, 2 глава, 13 стих. Прекрасно е да имаш близина со Бог. Доколку немаш близина со Бог, ти си изгубен. Немаш надеж, живееш безнадежно во овој живот.
Второ, сите оние што се покаяле и веруваат во Исус, ја имаат Христовата правда. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Тоа го вели Павле во 2 Коринтјаните 5 глава 21 стих. Трето, тие се очистени и облечени во бела облека, символ на правдата. А јас му реков, вели во Откровение 7 глава 14 стих, Господине мој, ти знаеш, и ми рече, тоа се оние кои доаѓаат од големата неволја, кои ги испраа облеките свој и ги избелие во крвта на јагнето. Четврто, сите што се покајале и веруваат, тие се прифатени и дарувани во Христос во возлюбениот. За да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува во возлюбениот. Тоа е запишено во Ефесјаните 1 глава 6 стих. Тие се оспособени да бидат учесници на светлината. Павле вели да му благодариме на Бог, кој не оспособи за учество во наследството на светите во светлината. Тие се наследници на вечниот живот. Павле вели истиот апостол, и така, оправдани преку неговата благодат или милост, да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Прекрасно е да имаш вечен живот. Седмо, тие се цареви и свештеници, царуваат заедно со Христос. Библијата вели, и не направи цареви свештеници на Бог и на својот татко. Нему слава и моќ во вечни векови. Амин. Еве еден пример како треба да се помолиш ако не си се покајал и не веруваш во Бог. Откако е слушна оваа порака, дека треба да веруваш, треба да се покаеш и какви благослови те очекуваат, можеш да му се помолиш на Бог со овие зборови. Господе Исусе, навистина сега согледав дека сум грешен човек и ми треба Твоето опростување. Верувам дека Ти умре за мене и за сите луѓе на оваа земја. Ја плати казната за нашите, за моите гревови и воскрес од мртвите за наше оправдание и лично за моје оправдание. Затоа јас се одвраќам и се каам заради сите мои гревови и те молам, влези во мојот живот како Господ и Спасител на мојата вечна душа. Амин. Господ нека ги благослови сите наши слушатели. Патот на спасение е многу едноставен, бидејќи е изработен преку Исус Христос нашиот Бог. Нему слава во сите векови. Да, нему слава во сите векови. Амин.